Намалувањето на невработеноста, отварањето на нови работни места и создавањето на едуциран и квалификуван кадар за потребите на пазарот на трудот се активности кои се на врвот на стратешките приоритети на владата на Република Македонија. Со спроведување на низа на комплементарни економски политики, програми, проекти и мерки, владата на Република Македонија создаде услови и поттикна отварање на над 168.000 нови работни места во стопанството и со тоа невработеноста по рекордно високите 38% во 2005 година успеавме да намалиме до рекордно ниските 23,4% според податоците од третиот квартал во 2016 година. Дел од овие политики е токму спроведувањето на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот, кој што се спроведува преку Агенцијата за вработување на Република Македонија. Задоволство ми е да ви соопштам дека овој план, кој што се носи на годишна основа, е усвоен на последната седница на владата за годината 2017. И како и досега ќе се реализира, како што кажав, преку Агенцијата за вработување, но во соработка со Министерството за труд и социјална политика и се разбира поддршка од владата. Спроведувањето на оперативните планови во изминатите години имаше значително влијание во намалување на невработеноста во земјата, а оперативниот план за 2017 година представува континуитет на справување со предизвиците наметнати од пазарот на трудот. Реализацијата на оперативните планови во изминатите години ја оценувам како исклучително успешна, со реализирани над 43.000 вработувања кои што се активни во овој момент само како резултат на активностите и мерките од овој оперативен план што се спроведуваше. За неговата успешност би сакал да истакнам дека само во 2016 година 32.141 лице учествувале во некој од предвидените активности во оперативниот план, а за една година, за изминатата, 9.481 лице се ново вработило преку некоја од мерките. Би сакал да потенцирам дека за реализација на оперативниот план за 2017 година предвидени се нешто над 873 милиони денари, односно околу 14 милиони и 200 илјади евра, односно 2,6 милиони евра повеќе во споредба со 2016 година. Овие финансиски средства се наменети за имплементација на 22 програми и мерки за вработување и 11 услуги на пазарот на трудот, а вкупниот број на учесници во сите предвидени активности се очекува да надмине 41.000 лица. Со реализација на овој оперативен план очекуваме отварање на околу 10.000 нови работни места, заедно со проектот Македонија вработува 2, со што значително ќе се придонесе за намалување на невработеноста, која планираме до 2018 година да биде намалена под 22%, а до 2020 година да изнесува помеѓу 17 и 18%. Од вкупниот број на планирани нови работни места, најголемиот дел, околу 5.000, очекуваме да бидат креирани преку проектот Македонија вработува 2, односно тоа да биде комплетирано до јуни 2017 година, кога овој проект завршува согласно предвидената динамика во овој момент. И сакам да нагласам дека овој проект се покажа како исклучително успешен, при што во изминатите години преку него се создадени над 23.500 работни места, а поддржани се околу 13.000 домашни компании. Во најголема мерка микро и мали предпријатија, со што преку финансиска поддршка од државата им се помогна за намалување на трошоците за вработување на невработени лица од различни групи. Со оперативниот план за 2017 година ќе продолжи со реализација и програмата за самовработување, преку која се поттикнува претприемништвото, при што ќе се издвојат средства за формирање на нови 1000 микрокомпании. Треба да се напомене дека досегашниот износ на неповратни средства наменети за грант за формирање на микрокомпанија е зголемен и наместо 3000 евра корисниците на оваа програма ќе добиваат директен грант во висина од 4000 евра, со што веруваме дека уште повеќе ќе се поттикне претприемачкиот дух и ќе се разбуди уште поголем интерес кај невработените лица. Продолжуваме и со поддршка кон лицата со попреченост. Со оперативниот план во 2017 година ќе поттикнеме и оваа категорија на лица со грант од 4500 евра
да отворат 50 нови микрокомпании и воедно ќе продолжиме со субвенционирање на компаниите за отварање на работни места за лицата со попреченост, при што очекуваме да се генерираат нови 500 работни места за оваа категорија на граѓани. Проектите за поддршка на отварање и проширување на приватни градинки и приватни старски домови, кои што за прв пат минатата година беа промовирани, исто така разбудија голем интерес и постигнаа успех. Токму затоа и оваа година со единечен грант од 10.000 евра за отварање или проширување на детска градинка и со единечен грант од 12.500 евра за отварање или адаптирање на старски домови, ќе биде потикнато отварање на нови 10 приватни детски градинки и 10 нови старски домови, а воедно ќе бидат создадени и нови 80 работни места во овие капацитети. Овој план вклучува и организација на низа на обуки, со кој се предвида да се обучат над 7200 невработени лица, со цел да се стекнат со нови знаења и вештини, со што би им се зголемиле можностите за вработување. Дополнително, преку 11 вида на услуги од Агенцијата за вработување се очекува да бидат дадени и опфатени над 27.200 лица. Во планот се опфатени сите старосни групи на граѓани кои активно бараат работа, како и социјално ранливите категории на граѓани. Особен фокус во реализација на овој план е ставен на младите до 29 години, чие учество ќе биде околу 30% во сите мерки, а продолжуваме и со тенденцијата во сите мерки да има равноправна застапеност и на женскиот пол. Владата на Република Македонија како врвен приоритет ја постави борбата со невработеност. Таа борба продолжува и ќе трае се додека не се оствари нашата цел, а тоа е секој граѓанин да добие можност да работи